И сега, обично, на моите настапи, да речеме, вие сте двајца првата маса. И таа последна се пуни кај мене. Сите знаете дека првата маса кај мене го јаде, брат. И сега, например, вие двајца сте првата маса. Што правиме обед за тројката. Добро бе, да си потврдам. Океј. Вие не мора да дојдете. Значи, и сега, ја комуницирам со публика. Арно, ама, кога ќе почнеме да се зезаме, нели, кога ќе завршам со таа маса конкретно, ја имам еден свој начин на извинување со една многу глупа фора, која што се вика мала шала не е на измет. Да. И што ти интелигентна публика, 85% од прва ја фативте фората, брат. Низ Македонија, ќе кажам онака спотора, мала шала не е на измет, интернетот им касни, брат. Сваќаш, 5 маси сваќа 25, утре дента. На космофон се на интернет уште, разбираш. И сега, си правиме ја и ти муабет, нели, вака, нели, заебанци, шала, смеа, ова за после озбилно ќе се договориме. И на крај викам, мала шала не е на измет, и сега се смееме добро, и ја продолжувам понатаму да зборам некоја друга фора, и након поминуе време, брате, но минута и пол, тоа е дугачко време на сцена и вака на настап, минута и пол време поминува, и тамо таа масата у гет, што не ја гледам, слушам еден неидентификуван глас, могуче да е нешто слупчане, нешто така, некое место, околу Кумар, некој, не знам. Значи, мала шала не е на измет, минута време проаѓа. Што јас? Му викам, што ти, братче? Па измет. Људ. Му викам, не, брат, измет. Не, измет. Ама не, викам, ова е друго. Јо, измет. И до него гледам уште еден. И викам, братче, ти како се викаш? Никола? Никола, златен дечко. Другари сте, да, топ. Ај, молим те, Николче, сега ти објасни му на измет, значи ВМРО дујмаца, Никола и овој. И јали, објасни му сега, брат, ти на измет, што е измет, за ние тука 220 души да си тераме стендапот, окей? И Николче вика, окей. И поминуваат 5 минути. Ја терам друга фора, трета, пета, завршувам, брат. 5 минути поминуваат и од тамо, овој, на кого бе ти говно? Не бе, брат, чекај малку, бе. Дори се објаснивме, брат. Не е оваа моја ногата, значи. Имам вештачки кук после таа вечер. Државата, тоа е Дуј. Ова на сите треба да ни е јасно. Таа че е ставен тука само за спотер како премиер. Така е, бе, и ни ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега Дуј со СДСМ сакаа да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе, Енвер Хоџа и Тодор Живков да не ве праеле, бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе, кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас, бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте, бе! Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди, бе, мисири едни. Маричич, ти добар си, а? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански, така? Епа, Путин не е дилајла ко тебе, бе.
Јави се на преглед са бај дека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ќе ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш, ви тврдам, отврдо да не станете. Која мајка пратеничка синот си го изгубила, у Елем си го нашла. Добро вечер, Скопје! Да, сега кога ги ослободивте рацете, не плескате, имате смоки таму, некој грицки од витаминка покрај вас, можете слободно си ги грицкате, само полека грицкајте, да не се задавите, пошто ги има многу смеење. Исто така имате и ваучери од платформата Глеј, со бесплатна претплата, и ти глеј да гледаш, разбираш? А сега глеј каков сум. Луѓе, шо ќе правиме со цениве, бе, луѓе, бе, еј. Страшна работа е ова, бе. Сега пред да дојдам тука, идам на бензинска и му викам на тој, стај ми за 500, знаеш. Идам на каса, вика, господине, 580. Шо направивте, бе, све поскупено у пичку, ма да и чорапите се поскапени исто. 2 за 100. Да, иначе глуп сум, не ви се представив. Јас сум Игор Стојанов Бархли и пораснат сум во мултиетничко општество и мултиетничка средина. И знаете што, морам да признам дека никој никогаш ме нема навредено по етничка основа. Сите ме вика: "О, дебел! Дојди ваму! Еве ти 10 денара да ми купиш хамбургер, црн сок, Малборо црвено голд, Олбрица Бостан и кусур да ми враќаш." Да, кога се тепавме умало, сите беа Брусли, ја бев дебели. Тоа е. Абе, кој ми е крив, бе? Кој ми е крив? Дека сите си играа со колички, јас си играв со авиончиња. Ама хранливи авиончиња, оние уста што ти завршуваат на крај. Да, оваа уста беше еден од најпрометните аеродроми у тоа време, бе. На регионално ниво, слушаме што ти зборам. Да, само што слетало тука, не полетало после назад. Да, иначе, види, ја до 7 оделение си играв со хранливи авиончиња. Више у пубертет бе влезен, озбилно ти кажувам. Само тогаш малце ми се смени звукот на моторот на авиончето, знаеш, од стана. Еј, бубулица. Да, види, до душа сум си играл и други игри, да бидеме реални сега. Не дека само таа игра сум си ја играл. Со другарчињата мало сум си играл, например. Памтам еден убав сончев ден, со едно другарче, за потребите на овој стендап ќе го викаме... Уствари не го викаме, бич, дека не доаѓа све да му ебам, шипка у глава ми даде братот. Шипка у глава ми даде братот, си играме, на шала, на смеа, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ја плачам, врескам, не знам што се дешава. Се симнува татко ми пред зграда, доаѓа мајка му на Шипкаров. И вика: "Комшија, деца бе, си играле." Многу добра игра, супер игра, што да ти кажам, само малце боли глава. Тоа е, имаш и една друга игра од која што боли глава, која ќе се ишишаш, не знам дали ја знаете. Пролет, лето, есен и тука зима и се зима залет, више тука е. Септе! Да, трауми од детство, види, рамна ми е главата од тоа, уште, види. Да, гледаш? Жими све ти кажам, ја не се шишав до пред 2 години ради тоа, озбилно. Страшна работа. Имало игри од кои што не боли глава, стварно сум си играл и такви игри. Памтам имаше една, да не беше таа игра, немаше да знам на саат да гледам, озбилно ти кажувам.
Ке ме прашаат колку е саат, ќе им кажам 15 до 3. Леле колку убав саат. Дај да го гледам. И тука одма ти станува јасно колку е саат, нели? Така. И кога го вадиш саатот, му го даваш, го зима, го гледа и ти вика со здраве да си го нос, ама... Да, само не ја играв често оваа игра, 2-3 сата месечно. Толку, да. Види, не, има мани тоа кога растеш у мултиетничка средина, ама има и своји предности, озбилно. Например, можеш да научиш уникатна хибридна граматика, да се описмениш на интересен начин. Ја еднаш идам на бит пазар, требаше некој црева да купам и идам на тезга и викам здраво, дечко, и сини колку пари ти се овие црева? Ме викам, мислиш цреви? Викам, не бе црева. О, ти неписмен! Една црева, повеќе цреви. Значи да знаете, еве, да знаете, кога е една е црева, кога се повеќе, како? Цреви. Така, многу лесно, да, жими све. Исто така можеш и јазици да научиш. Ја ромски, например, знам по некој збор. Да, и тоа ја знам најлошата пцовка на ромски. Знаете како се пцуе најлошо на ромски, ако сакате некако многу да го навредите? Те дакере кара. Слушнал некој за таа пцовка? Не, а? Знаете што значи те дакере кара? Имам еден другар ром, ми го прашувам, викам, што значи бе тоа? И вика, брат, многу страшна пцовка. Викам, добро бе, кажи што значи. Од на мајка ти куровите. Викам, што? Од на мајка ти куровите. А, викам, добро, чиме од на мајка ми куровите, јас се извинувам, стварно. Значи, нема да ми се повтори, од на мајка ти куровите, да. Исто знам и албански по некој збор. Знаете како се вика бегај на албански? А, никој не знае бе, што е бе, не знаете албански бе. Ик. А бегај брзо? Ик, 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 ик. Да. Исто така можеш да научиш и многу лекции на тема меѓуетнички и меѓурелигиски односи. Една нова година влагаме во такси со уште 20-тројца другари. И таксистот не гледа и вика, нова година, а? Кам, да бе, нова година. И јас сум славел нова година на ваши години, у Хрватска. Каде? У Хрватска, сум ебел Хрватица. И викам, добро, и го ебам, и она вика, Исусе, Исусе, ја му викам, не Исус бе, јас сум Азем. Ви благодарам, тоа беше се од мене за вечерва. Се гледаме друг пат. Чао, чао!